Благодарам, подпредседателе. Денес зборуваме предлог на закон за изменување на Законот за социјална заштита. Со овој закон се овозможува услугата лична асистенција да ја користат и деца од 6 годишна возраст со намален функционален капацитет и со предложените измени се очекува 200 деца да добијат услуга на лична асистенција и тоа од 80 часа во текот на еден месец. Се прашувам кои ќе бидат тие критериуми врз основа на кои вие ќе направите избор кој дете ќе добие личен асистент, ако знаеме дека бројката на деца со попреченост е многу поголема во нашата држава. Според новиот закон за основното образование на тотална инклузија се наметна потребата од вработување на образовни и лични асистенти кои ќе им помагаат на децата со попреченост во спроведување на воспитно-образовниот процес, како и културно-хигиенските и личните потреби на секое дете со попреченост. Не смееме да заборавиме дека секое дете со комплексни потреби е приказна за себе, што значи личните и образовните потреби се најразлични и индивидуални за секое дете. Образовните и личните асистенти не можат со една обука да можат да научат и браево писмо, и знаковен јазик, да научат да ги користат и да го пренесат знаењето за сите потребни специфични средства и помагала кои се различни за секој хендикеп. Еден образовен и личен асистент би требало да ја знае методиката на работа со деца за секој хендикеп, принципите за работа, едноставно да знае како се што наставникот кажува на час да го прилагоди на неговите психофизички, функционални способности, а потоа личниот асистент да го пренесе дома. Овде станува збор за една доста комплексна наука, која не може да се сведе на неколку обуки, а не да се реализира. Иако знаеме дека образовните и личните асистенти се поддршка, сепак овде има голема потреба од психолошко, методолошка и дефектолошка поддршка со која треба да е поткован секој асистент. Проблемот е навистина комплексен, иако на хартија изгледа се гладко, во стварност ќе биде тотален хаос. Пример, како еден личен или образовен асистент би бил асистент на 2 деца доколку сака да работи со полно работно време, а тие 2 деца имаат различен хендикеп, да речеме дете со аутизам и дете слепо. Како може тој физички и психички да го постигне тоа? Од друга страна, личните асистенти немаат ни здравствено, ни пензиско осигурување, па како тие луѓе ќе стекнат право на пензија, затоа што знам дека личните асистенти за возрастните се уште не се осигурани, односно земаат само плата и ништо друго. Ние ја поддржуваме идејата за вклучување на лична асистенција и користење на услугата за деца од 6 години, но со јасен концепт и во интерес на сите деца, кои за тоа имаат потреба со барање спремност од сите чинители кои треба да го направат овој процес успешен. Јас ќе ви, во контекст на претходна колешка што кажуваше, ќе ви кажам еден пример на родител со 2 деца со аутизам. Разочаран од односот на државата кон овие деца. Раскажува дека сите иницијативи кои ги преземаат за олеснување на состојбата со овие деца остануваат само на хартија, односно наидуваат само на декларативна поддршка од надлежните и тоа најчесто само пред избори. Вели дека пандемијата дополнително ги влошила нивните проблеми, многу од родителите на децата со аутизам останаа без работа во овој период
Имаме и случај кога во едно семејство почина мајката и сега, за да може да ја чува таткото, својата аутистична ќерка, принуден е да ја напушти работата и преку вечер да стане социјален случај. Страшни судбини се тие. Знам дека за сите е тешко во оваа пандемија, ама за одредени категории во кои сме ние, навистина е претешко. А од друга страна, проверив да видам дали имате регистар за деца со аутизам и како може без точна бројка да биде направена анализа и стратегија колку од тие деца да бидат вклучени во образовниот систем, па и во целиот општествен процес без таков регистар. Значи, добро е што ќе имаме една јавна дебата за овој закон, затоа што навистина многу е важен и многу е важно на оваа категорија граѓани да им се помогне. Ви благодарам.